Македонија ќе остане без квалитетни кадри од IT секторот ако не се промени даночната политика, алармираат бизнисмените. Вела државата мора сериозно да размисли околу прогресивниот данок, зашто голем дел од информатичарите ги пакуваат куферите и купуваат билет во еден правец. Надлежните од секторот вела дека законската регулатива е престрога и наместо да им помогне им одмага на информатичарите. Се пожалија дека земјава свесно ги брка програмерите надвор. Даночните олеснувања треба да ги земеме во предвид. Исто така, образованието, менувањето на курикулумите на факултетите, начинот на запишување на студенти, па дури и прашањето за преквалификација. Значи, ИКТ секторот нуди многу можности. Знаете, законот за работни односи, исто како што и законот за трговски друштва, се можеби многу статични и остатокот претходно. Добри се, меѓутоа се многу строги. Треба да ги либерализираме. Како во суштина да го решиме проблемот со работната снага, да се обезбеди поголем број на луѓе кои што ќе можат во овој сектор да работат и соодветно да им помогнеме на фирмите во овој сектор. Дел од бизнисмените сведочат дека воведувањето на прогресивното оданочување од стартот на годинава негативно им се одразило на нивните давачки. Генерално станува збор за услужни дејности најмногу од IT секторот. Инаку со сериозен проблем се соочуваат и дел од земјите од соседството и вела дека ќе направат се за програмерите да останат во својата земја. Фали кадар како во IT секторот програмера, така Фали кадар како во IT секторот, односно програмери, така и во услужните дејности, кои пред се им помагаат на фирмите. Се соочуваме со недостиг и на правници кои ги советуваат инженерите. Mi dosta ulažemo u znanje, odnosno u edukaciju zaposlenika. Ние доста вложуваме во знаењето, односно во едукацијата, и на тоа гледаме како долготрајна инвестиција. На тој начин се обидуваме да ги задржиме младите IT инженери во Хрватска. Сепак владата досега нема анализа на ефектите од воведувањето на прогресијата кај данокот познат како персоналец. Има најави од коморите дека ќе спроведат анализи од фирмите членки за тоа како ова зголемување на стапките на данокот на личен доход им влијаело на бизнисот. Инаку одливот на IT кадар во земјава се случува поради не толку добрите услови за работа кои им се наметнуваат на инженерите, па затоа тие се приморани да се преселат далеко од сопствената држава.